успешно да го заокружиме денешниот ден, прв работен за утринска на Телма и утринското шоу. Утрово со Цеце дадовме вовед дека ова е фестивалот кој што буквално ги заслужува сите епитети и само ги надополнува година за година, бидејќи имавме успешно реализирање, вака и ние како гледачи од оваа страна на 8-то издание на Македокс. Зошто велам дека се епитети, бидејќи ние некако израснавме со Македокс, некои со зреја, а се уште останавме до следна публика. Години, замисли. И кога помина од пред 3-4 години прв пат имав прилика да запознам нашата дама Петрула, која што имав прилика тогаш и преку нејзината призма и големиот дух да ни долови зашто всушност Македокс на што ќе се фокусира, на што ќе работи така натаму и останувате и вие доследни на ветеното Петрула. Петрула, добре ни дојде. Добре ве најдов. Ете, благодарам пред се за комплиментите, за сите овие убави зборови што ги кажеш. Да, јас голема екипа на луѓе, не само од Скопје, од цела Македонија или од сите градови, кои што некако со нетрпение секогаш очекуваат да, дали последниве години тоа биде или август, да дојде крајот на летото и да појдат во Куршумлијан, во еден преубав амбиент, да и научат нешто од сите оние документарни филмови кои што ги нудите. Одлично издание заокруживте, може накусо да дадеме еден осврт како 8-то издание ви помина годинава. Па да, секако мислам, ние сме навистина среќни што ете има публика која што сака квалитетна документарна програма, тоа на нас не е најважно, дека посебно младите луѓе некако го сакаат фестивалот, мислам покрај постарите генерации, и доаѓаат на фестивалот, што во ова време е тешко да работи со публика. Секако и магичниот простор на Куршумлијан си го прави своето. И тоа како да. Но ние сепак најмногу обрнуваме внимание на програмата, таа да биде квалитетна и да биде богата, да има разни теми и секој да се најде таму во некој проблем или во некоја приказна која што... Бидејќи тежината на филмовите, да кажеме и духот е сосема поинаков од она што го гледаме, да речеме секој ден како блокбастер или холивудски голем филм. Во овој случај суптилно духовно сплотување и поврзување меѓу другото со да, секако јасно, мислам, ние многу повеќе обрнуваме на уметничката страна на документарците, затоа и Македокс е фестивал за креативен документарен филм, што уствари сакаме да кажеме дека е нешто различно од обичните репортажи, форматирани, што ги викаат документарни филмови. А и на светската филмска сцена моментално документарните филмови добиваат се поголемо значење, не само во однос на темите што ги обработуваат, пошто знаеме дека реалноста во денешно време мислам мора да се третира преку слика. Живееме во еден суров свет, а проблематиките треба да ги... Но сепак и документарната форма добива се повеќе уметничка една димензија. Имаше и македонски филмови годинава. Отворивте всушност филмот на Атанас Георгиев и во режија на Илија Цветковски. Авек Амур, како ќе Авек Ламур, да. Добро. Филмот веќе игра во кино и ќе ме поправиш ако грешам, ама мислам дека беше одамна распродаден, бидејќи познам многу луѓе кои што сакаат да го погледнат, рекоа толку се билетите. Но и веќе имаат можност во кино да го гледаат. Како и да одлучивте со македонски филм да го стартуваат ова 8 издание на Македокс? Така, па да, тоа е уште еден показател дека македонската публика сака документарни филмови и ние имавме особено задоволство оваа година да го отвориме 8-то издание на Македокс со македонски документарен филм, што претходно 7 години не се случуваше. Така. Секако за отварањето немаше карти и ние имавме уште една реприза на филмот во текот на фестивалот, дури и за тоа немаше карти, што многу ретко се случува нели во моментално околу публиката и во наши услови и на фестивали веќе да нема карти, така да очигледно е дека публиката е гладна за оваков тип на програма. Да, Петрула, 8 филмови, ако не се лажам, во главната програма на Македокс ова година, кои што се преварува за Кромидот. Кромидот, да. Македокс секоја година има 4 награди кои што ги дава. Една од нив е, нели, 8 филма беа одбрани за главната награда Кромид.
Другата награда е Млад Кромит за млади автори, која што исто е многу значајна награда, затоа што ние секогаш обрнуваме многу внимание на младите автори, а тоа го правиме и преку студентската програма. Исто така имаме награда Кокарча, која што е за студентски филмови, и една награда ние за награда за етички идеи, поточно каков е пристапот на режисерот додека го снима документарниот филм, колку е тој етички, дали манипулира со ликот и како цел тој процес на снимање оди. Така да оваа година дури воведовме една петта награда, зашто сметавме дека е потребна и таа награда. Тоа е наградата за Сецкан Кромит за краток документарен филм. Сецкан Кромит за краток документарен филм. И кој ја доби годинава? Ова премиерно, бидејќи нели деби. Оваа година Сецкан Кромит ја доби Не сум од овде. Тоа е еден шпански филм за една жена во Чиле која што живе, која губи меморијата и така во старички дом се случува целата приказна. Инаку гости на фестивалот, покрај тоа што се во жиријата, имаме многу гости кои што се важни на европската документарна сцена. Оваа година, например, со нас низ целиот фестивал беше Туестин Милер и Кристина Первила Андерсон, кои што ја воде и работилницата за визуелна нарација на Македокс. И они секако, мислам, пофални зборови опатија кон нас организаторите за квалитетната програма што сме ја понудиле на публиката и секако за селекцијата и секако за целокупната организација на фестивалот, дека сме биле спонтани и опуштени. Зошто Грузија беше фокус, земја во фокус годинава? Па затоа што свативме дека Грузија и покрај тоа што е една малечка земја, има моментално богата документарна продукција. Оваа година, можевте да видите 6 документарни долгометражни филмови од Грузија и еден краткометражен филм. И тоа од млади автори, значи автори на кои што ова има прв или втор филм во нивната кариера. Така да тоа, мислам, навистина Грузија заслужуваше да биде земја фокус. Пред малку погледнавме инсерти од патувачкото кино, нешто што и јас и Марко и голем дел од луѓето дава огромен аплауз за помислата и самата реализација на сето тоа. Каде се летова прошата ова патувачко кино и како реагираат ете луѓето кои што во некои такви по-рурални средини ќе им овозможите да гледаат документарен филм? Да, ова е нашата Jazz Story, ние нарековме, пошто тука оваа година решивме овие хроники на патувачкото кино да ги правиме без многу зборови, затоа што самата концепција на фестивалот беше визуелна нарација. Така да, оваа година бевме во Порече, пред пожарите, немаше пожари. За жал, да, потоа ескалираше ситуацијата. Да, се случи тоа што се случи. Посетивме 8 села, секако, мислам, луѓето и претходните години, па и оваа година која сме биле на патувачко кино, секогаш добро не прифаќале. Интересно има едноставно кога ќе дојдеме во селото, кога ќе почнеме да го поставите, платното, децата се собираат тука околу нас и тие ни се еден вид на најдобар пиар, ние ги викаме низ селото. Така, одма ќе раскажат. Да, тука обично ние на сред село. Понекогаш дури се договараме со селаните да ни прават ручек, поодиме порано кај нив, па они тука се... Тоа е баш дружење и забава. Да, еве, например, во Девич имавме таква ситуација оваа година, така да они, например, ни прават графче или некој ручек со тоа што они го одгледуваат во нивните градини, на нивните ниви. А после ручето следува добар документарец. Така, ние доаѓаме со нашите производи, нели со документарните филмови и на крај сето тоа прави една убава приказна. Да, како не, природата секако дека си го прави своето. Да, и по духот и по карактерот некако се повлекувате и со The Festival, годинава повторно, ако не се лажам, бевте вклучени во самата програма. Како ќе се надополнува, бидејќи речиси уште година и половина ќе се реализира и јубилеј на Македокс. Како секогаш гледате да бидете секогаш свежи, тази да понудите? Тешка ли е селекцијата да се направи на филмови?
Па сега, секако дека не е лесно, треба да изгледаш многу филмови за да ги најдеш тие бисери вистинските работи за да се понудат. Да, ќе поентираат. Ќе бидат квалитетни, кои што мислам да им го пренесеш таа свежина или тоа што е најдоброто од најновото на македонската публика. Да, оваа година ни беше втора година да соработуваме со Дифест. Именно Логин Шурбе не поканија повторно да дојдеме пошто претходната година бевме таму и заклучивме дека просторот во црквата е прекрасен за проектирање на документарни филмови. Штета ќе беше оваа година да не го направиме истото. Па со оглед на тоа што ете такво беше времето, атмосферата. За филмови беше времето. Да, многу добро. Одлично. Пред да го финишираме разговорот, само морам да споменам за Планинскиот кавијар, еден одличен документарен филм на нашиот автор и колега Јордан Дуков, се разбира во продукција на ТВ Филма. Уште еден македонски филм за кој што имаше одлични реакции. Да, секако мислам и режисерот Јордан Дуков имаше со својот филм ние Планински кавијар го крстивме. Затоа што се работи нели за боровинките кои што наши луѓе ги берат по планината Козјак. Секако мислам среќни сме дека дури два документарци иако е едниот телевизиски, сепак ние го погледнавме, заклучивме дека е добро направен и дека треба да му се отстапи место на Македокс да биде прикажан. Филмот беше прикажан, имаше публика по филмот дури имавме разговор со Јордан Дуков, така да се помина во најдобар ред. Петрула, благодариме. До година уште поуспешни, уште подобри и после фестивал. После фестивал ќе се честитаме. Ете, некако со тебе го завршуваме ова наше прво шоу од оваа трета сезона и благодариме. Само ќе посакаме уште многу повеќе да се нуди на публиката документарни кои како што кажавме ќе пренесат многу важни пораки. Да, ете, ние се надеваме дека со ваша поддршка сето тоа ќе биде. Во секое време. Така е. Подобро се. Марче, стигнавме и до крајот, 4 септември. Ја започнавме нашата сезона, иако се мислевме како ќе биде, што ќе биде, сепак добро помина. Добро помина, се надеваме дека ве пречекавме повторно со на љубов и енергија која што некако ни е вистински белег за утринското шоу. Продолжуваме понатаму да изнадуваме со добри следожини.